Али Ахмети е веќе испукана пушка, нервозен како никогаш претходно, а причината е катастрофалниот пораз на локалните избори. По резултатите во неделата, лидерот на ДУИ го немаше никаде 5 дена пошто се појави на пресконференција каде сподели своји математики, според кои сепак тие биле победници на изборите. Според познавачите, ваквата лажна реторика повеќе не пали, ниту кај самото партиско членство. Политикологот Дженури Сенизалфа вели дека доказ за големиот пораз кој го доживеа интегративците е и самото тоа што кај нив нема никаква еуфорија, како што тоа било во минатото. Предходно, кога навистина победуваа, уште вечерта веднаш по изборите, се излегуваше со триумфални пресконференции и славје по улиците. Али Ахмети не ги победил изборите, бејќи ние сме биле сведоци во минатото, сегаш кога Али Ахмети ги победуваше на изборите. Таа вечер, имаше пресконференција, триумфално даваше изјави, сега поминаа 5 дена откако се појави пред медиумите и првпат го гледавме Ахмети нервозен, многу нервозен, и спрема новинарите, и спрема јавноста, малце, гестикулациите негови покажуваат дека за првпат Али Ахмети нема контрола над ДУИ. По изборите целосно исчезна и Бујар Османи, еден од најблиските соработници на Ахмети. Тој беше главното оружје на ДУИ на овие избори, со улогата кандидат за градоначалник на Чаир, но уште во првиот круг доживеа пораз од Изет Меджити. Според Есени, лидерот на интегративците на ова локално соочување успеа да го изгори човекот кој можеби се сметаше за негов наследник на чело на партијата. Вели во наредниот период не треба да се очекува дека поранешниот министер за надворешни работи повторно ќе заплива во политичките води. Тоа беше тежок удар врз Бујар Османи, бејќи беше еден лик кој што ветуваше, но Изет Меджиди го победи, но јас мислам дека Али Ахмети го изгори, тој лик, и верувам дека Бујар Османи веќе нема да се меша во политиката. Сега за сега е психолошки победен, не се знае во иднина. Сите во јавноста во Бујар Османи гледаа како иден можен лидер на ДУИ. Али Ахмети се појави во јавноста за прв пат 5 дена по изборите, кажа дека не се повлекува од политиката и останува на чело на ДУИ. За него поразот во неделата бил победа. Причината била што имале повеќе советници, иако уште во првиот круг загубија во Чаир, кој важи за клучна битка во албанскиот политички блок, но и Сарај. Националната алијанса за интеграција со негатива од речиси 4000 гласа оди во вториот круг во Тетово, а нивниот кандидат негатива има и во Струга.